Уметноста е јазик кој не познава граници. Таа ги поврзува луѓето, ги развива креативноста и имагинацијата и им овозможува на младите да го изразат својот натрешен свет на единствен начин. Токму затоа, во денешната епизода ќе ве запознаеме со една прекрасна приказна од основното училиште Андреа Сабески Кикиш во Тетово, каде што сликарството не е само училишен предмет, туку вистинска инспирација за учениците. Голема заслуга за тоа има наставникот по ликовно образование Зоран Бошковски, кој со својата посветеност, креативност и љубов кон уметноста успева кај учениците да ја разбуди желбата за творење. Часовите по ликовно во ова училиште се меѓу ретките, каде што учениците имаат можност да работат со различни техники на сликање и да експериментираат со најразновидни материјали. Сите ствари што ги гледате што се поголеми и постудиозно работени, тие се работени со децата од каде што имам часови од проекти од ликовна уметност. И целта е да они се запознаат подетално со сите ликовни подрачја. Значи тоа е графика, сликарство, дизајн и визуелни комуникации, скулптура, цртање. Така да сите тие пет ликовни подрачја се застапени со можни варијации и креации. Најпрво, секогаш почнуваме со по неколку копии од некои уметнички дела од некои познати уметници, со намера да се запознаат со стиловите и со употребата на ликовните елементи и принципи што веќе ликовните уметници ги употребуваат. Целта на ликовната уметност или ликовното образование во основното образование е да се потикне критичка личност. Значи, затоа што во ова општество веќе не постои критичка маса. Значи, се губи таа критичка маса, а вистинските вредности се ставаат на маргините. И затоа и јас како наставник по ликовно образование, значи, се внесов многу повеќе него тоа што треба. Премалку 1 час ликовно неделно. Нивните дела се навистина импресивни. Учениците создаваат уметнички творби во големи формати, покажувајќи зрелост, креативност и талент кои честопати ги воодушевуваат и посетителите и наставниците. Посебно значајно е што училиштето обезбедува соодветни услови за реализација на ваквите активности, овозможувајќи им на учениците простор и поддршка за развој на нивниот уметнички потенцијал. Ова училиште овде има стварно прекрасни услови, значи ова е кабинет по ликовно и многу е важно, значи таа кабинетска настава што се одвива во ова училиште, значи не само кабинет по ликовно, кабинет и по другите предмети, по сите предмети, одличен наставен кадар и ние се трудиме всушност да детето го запознаеме со вистинските вредности што човекот ги носи. Значи, за да стане лик во општеството, а не да биде подложен код разни видови на манипулации, да не спомнувам какви. Тоа е целта, значи, во ликовното образование. Ја уште на почеток секогаш им објаснувам што значи самиот термин ликовно образование. Значи лик као лик и образ како
образ што е внатрешна категорија. У суштина, затоа што кога некој ќе каже ти си безобразен, тој образ има, тоа се мисли на духовната категорија како образ. И затоа и тој термин многу добро користи за понатамошниот тек и развој на самата личност. Значи, не мора да биде уметник или не знам што, меѓутоа јас во мојата магистратура, уствари, последната реченица ми беше дека животот на секој човек е уметност што у суштина се погоди дека е вистина. Материјалите тоа е само у добра соработка со директорот и добра волја на наставникот. Имав една маестрална изложба, морам да кажем, со намера да ги пофалим трудовите на децата. Пред 2 години тоа беше во музеј на град Тетово, на големи мозаици, значи правени алтернативни и со копчиња во боја, и со камчиња во боја, и со плочки. И таа генерација 2 ученички се запишаа во средно уметничка школа, да, и како што сум информиран, пошто имам контакти со уметничкото училиште во Скопје и со факултетот за ликовни уметности, одлични се, многу ми е мило. Изложба, тоа беше моја иницијатива, значи градот да го види тоа, за пошироката јавност да се види. Ја инаку имам организирано ликовни колонии у Вратница, значи у Варвара, тоа беа традиционални детски ликовни колонии. Карактерот беше секоја година различен, значи една година сликарство, една година графика, една година скулптура и така натаму и така натаму. И сега овдека е концентрирано, тоа е графички ликовен кабинет. Ја го имам формирано и Светското биенале за минијатурна графика 2000 година што оди преку музеот на град Тетово, и во исто време 2002 година го формирав графичкото студио што е во Основното училиште Андреа Савески Кекишо Тетово.
Но уметноста не беше единствената причина за убавите случувања во училиштето. Андреа Савески Киќиш беше домаќин и на ученици од Полска, кои престојуваа во Македонија во рамките на културна и едукативна размена. Целта на оваа посета е младите од двете земји да запознаат нови места, култури и луѓе, но пред се да создадат нови пријателства со своји врсници. Преку различни активности во училиштето и надвор од него, учениците имаа можност да разменуваат искуства, да учат едни од други и да градат мостови на разбирање и соработка. Размената е овозможена преку невладината организација Брајт од Македонија и организацијата Семпер Аванти од Полска. Брајт веќе подолг период организира вакви меѓународни средби, поврзувајќи ученици од основни и средни училишта од Полска со нивни врсници од Македонија. Овој пат во Тетово престојуваа ученици од основните училишта од градовите Цисна и Скорошице во Полска. Од Цисна пристигнаа 20 ученици и тројца наставници, додека од Скорошице дојдоа 18 ученици и тројца наставници. Сите ученици се на возраст од 12 до 15 години и децата и наставниците од Полска имаа можност да ја видат уметничката работилница во основното училиште Андреа Савески Киќиш во Тетово. Ги споделија и впечатоците од престојот во нашиот град. Се тоа што им го презентиравме на децата од Полска, така, беше една од постарите графички техники на висок печат, значи една Гутенбергова техника, линорез, значи тоа е многу поедноставна техника за децата од основна школа. Тоа го правиме на часовите по ликовно образование и на часовите од проекти по ликовна уметност. Многу креативно за децата, многу интересно и предноста е у тоа што тоа се мултиплицира, може значи од едно клише да се произведат повеќе otisоци. Tutaj głównie, żeby zobaczyć, jak wygląda kraj, czy jest tutaj ciekawie i może poznać nowe osoby. Szkoła jest bardzo ładna. Wydaje mi się, że bardzo dużo kreatywnych osób jest w szkole i dzieci są tutaj bardzo miłe. Drogi są, bardzo dużo osób jeździ, nie zwracając na zasady drogowe, ale to da się z tym przeżyć, Ale miasto jest bardzo ładne. Основното училиште Андреа Савески Киќиш Тетово уште еднаш потврди дека е училиште кое ги негува знаењето, креативноста и меѓународната соработка, создавајќи средина во која учениците можат да растат како успешни, талентирани и отворени млади луѓе. Мојата љубов за читање почна уште кога мојата мајка почна да ми чита приказни, а тоа беше кога јас имав уште 4 години. Мене многу ми се допаѓаше тоа, па и јас почнав да читам. И еден ден додека јас си седев така на креветот и гледав телевизија, мојата мајка ми рече дека имало конкурс за пишување, дека сум требал да се пријавим. Јас прво мислев дека не можам да напишам, но потоа се пријавив и освоив прва награда. Ја добив оваа збирка на раскази од сите деца што добиле награда, вклучувајќи ја мојата. Сега ќе ви ја прочитам. Гласот против насилството. Ние децата си имаме своји омилени суперхерои кои се посебни со нешто. Но дали треба некој да има супермоќ или да прави магии за да кажеме дека е суперхерој? Сите можеме да бидеме херои ако сме храбри и застанеме на страната на добрината. Кога сме на училиште, во парк, на игралиште или дома, често сме сведоци на вербално или физичко насилство, исмејување, навредување, задевање и слично. Овој свет може да биде подобро место за живење
само ако сите го кренеме нашиот глас против насилството. Така можеме да направиме насилството да стане тивко и да исчезне. Ајде да бидеме луѓе кои ќе подаваат рака за добрина, да бидеме причина за нечија насмевка, да кажуваме убави зборови наместо грди. Јас насилството не го сакам. Сакам во светот да владее мир. Посакувам наместо насилство да има љубов и прегратки, наместо озборување пофалување. Кога ќе видиме солзи и тага на некое лице, да кажеме: немој да се грижиш, тука сум за тебе. Кога ќе видам насилство, секогаш сакам да го решам на мирен начин, а не на груб. Недоразбирањето да ги решаваме со збор, а не со рака. Јас би направил се за да во овој свет нема насилство. Ако бев како ветрот, би дувнал силно и насилството би го снемало за секогаш. Гласот против насилството е еден од најсилните гласови, затоа што тој глас би можел да ни донесе топлина и сигурност на секој од нас. Училиштата да бидат како една голема, волшебна, безбедна куќа, каде што сите ќе уживаме и ќе создаваме убави спомени. Да извикаме: ајде стоп за насилството. Сите заедно гласно да се бориме за честноста и праведноста на секој човек, бидејќи сите сме важни и сакани. Мојата омилена збирка на книги, колекција е од писателот Джеронимо Стилтон. Сега донесов една од книгите, тоа е оваа. Сега ќе ви прочитам една од песните ја што сум ги напишал. Се вика Распуст. Училиште пројде, распуст дојде, бескрајна среќа нас не чека. Моливот сега историја е, ајде со топка да заиграме. Домашни тестови веќе нема, децата надвор силно се смеат. Благодарам за вниманието. Јас сум Кирил Филиповски, имам 15 години, учам во основното училиште Андреа Савевски Чичиш. Играм во клубот КК Тетекс 4 години. Мојата инспирација за започнувањето на мојата кошаркарска кариера е мојот брат кој ме инспирираше да почнем. Мојот најомилен тим од Евролигата е Партизан, КК Партизан, а од НБА мисля Сен Антонијо Спарс. А сега ќе ви покажам неколку трикови.